Ово утро се слушаме и се поврзуваме со Тиберие Киријас, кој што е председател на Буба клуб Македонија, токму заради тоа што има да ни најави нешто ново, поточно нешто што ќе се случува денес, а е традиционално. Пред се добро утро, Тиберие, и добро ни дојде вака на овој начин онлайн во утринска телма во делот на нашето утринско будење. Добро утро. Добро утро, ви благодарам што ме поканивте. Започнати единот очигледно. Сме зборувале со тебе во минатото можеби на оваа тема во однос на почетокот на утрото и утринските ритуали, но не е лошо да спомнеме како ова утро ти започна, со оглед на тоа што го очекуваше и нашиот повик. И со оглед на тоа што денеска исто така има еден важен настан кој што сакаме да го најавиме. Од 17 часот, помили? Да, денеска денот ми почна како и секој утро. Направив итедив лимун за лимунада. Избежбав, што ми е многу битно и сум задоволен што успеав да избежбам од бале некои бежби што ги правам. Да. За зајакнување на мускулатурата. И се уште го немам испиено до утринското кафе, ќе го пијам после емисијата, ќе го испијам на Танане. И сакам да ве кажам дека не е денеска собирот, утре во сабота, да, што сакам да го најавам. Добро. Да. Веројатно нешто ќе треба да промените во вашиот Facebook ивент или јас во мојот вид. Може би учила, како и да е, важно е дека сега ќе ги дадем информациите на онака како што се вистински, традиционален новогодишен собир и нели возно дефиле на историски возила. Оние кои што ве следат со вашите активности во текот на целата година точно знаат како да се информираат и знаат дека тоа и следува, но за оние кои што можеби не присуствувале, а сакаат да ги видат украсените буби на еден новогодишен креативен начин, веројатно тоа ќе имаат можност да го видат утре. Па ајде малку повеќе детали за настанот. Да, секоја година веќе традиционално организираме од Буба клуб Македонија новогодишно дефиле на возила, нели, од со историско значење или олдтаймери. Во сабота утре ќе организираме собир пред Сити Мол. Кај елката ќе бидеме собрани и паркирани од 12 часот до 20 часот. Но претходно ќе направиме едно возно дефиле, од кај што ќе појдеме од зоолошка градина и ќе извозиме се до аеродром, кај Капитол ќе свртиме на круг и ќе возиме по Партизанска после, нели, до Сити Мол кај што ќе паркираме. И се надевам дека покрај пубите ние кои што ги традиционално китиме, ќе имаме гости исто така, кои што странно и они ќе бидат накитени, па ќе ги развеселиме сите граѓани кои што ќе не сретнат по улица и ќе ми го збогатиме, нели, ќе ги расположиме пред новогодишното. Да, и овој декемвриски период. Еве колку возила, модели ќе видат токму на оваа промедијада и дефиле кој што го најавуваме утре на сабота, секако како ден за време на викендот и баш во овој декемвриски период соодветно на овој настан така баш да има расположение кај публиката. Да, очекувам пријавени се до вчера, пријавени се 20 возила. 20 на возила, така? 20 возила, да, од 8 ќе бидат буби од клубот, ќе има уште 20 гости со буби од Скопје, од Македонска каменица. Значи ќе бидеме негде 10 буби, а останатите 10 возила ќе бидат од различен друг производител, фичерци, стокецови, Мерцедес, Лада, Нива. И може најчесто да забележиме, сигурно можеби и ти си сведок, баш низ скопските булевари и улици да забележиме последниве години како ги реставрираат можеби некои од овие стари модели и возила, меѓутоа секој пат сум се прашувал што е толкав голем импакт кој што бубата како модел го има направено во светот. Чиниш дека можеби самиот модел кој што остана уникатен можеби сиве овие генерации и години. Останува сепак некако да се остане пасионер кон бубата како модел на возила. Да. Па бубата е едно од најдолго произведените возила во историјата. Со произведени 21-2 милиони примероци. Стана култно возило и се популаризира меѓу, нели, народот, особено и со она хипи возило што, нели, го Volkswagen T-Cats комбето. Така да во Северна Америка, Јужна Америка, Европа, било каде, значи низ цел свет сегде беше популарно ова возило, се уште е денеска возило кое е популарно и многу интересно што плени со својот вонвременски дизајн и инспирира за секој собственик да си го прилагоди на според своја желба
и нели како очекува да изгледа неговото возило од соништата. Да речеме, па и многу интересни креации има во Македонија и во светот, мислам, тоа неверојатни модели кои ги моделираат според својата желба, па некаде например може и рачно ги гравираат дури. Да. Провизорите, рачките за кваките за колата и така натаму. Особено еве само овие комбиња кои што ги гледаме во моментот да ги споменат, често пати сме знаеле да ги забележиме и кај не само наши културни уметници и работници, да речеме кога многу голем дел од светските бендови знаеле да прават концертни турнеи и овој модел дефинитивно бил искористен максимално за такви некои убави турнеи широм светот, баш овој модел на Буба. Да, тој Volkswagen Т2 што го покажате на така сликата е на колегата Чапо, Зоран Чапов, и многу интересно го има реставрирано и многу ми се добива што има од страна Буба насликано, сварбано, пошто подвозјето е истото од Volkswagen Буба, само што школката нели е као за комбе. А е ствари комбе, реално. И така до страна кога го гледа човек може да гледа и комбе и Буба во исто време. Два во едно. Да. Многу пати сме зборувале, Тиберие, за тоа како и која е пасијата кога се чува еден ваков олдтаймер, колку е всушност предизвикувачко одржувањето на ваквите олдтаймери, кога зборуваме за делови кои што не се наоѓаат така лесно и сето она кој што треба да го одржува овој олдтаймер во форма, но неговото одржување го одржува и оној кој што го има, заради тоа што таа страст си постои, а и со ваквото новогодишно украсување всушност се гледа љубовта на оние кои што ги имаат олдтаймерите токму кон нив. Добри сте и прави сте на Facebook ивентот, вие точно, јас имам мал привид и ви го побрзав настанот денеска, значи конкретно потенцираме и повторуваме утре во 17 часот до 20 часот ќе имаат можност оние кои што се љубители на олдтаймери повторно да се импресионираат и фасцинираат од она што во овој новогодишен собир ќе имаат можност тоа да го видат. И сега кога веќе погледнавме фотографии од минатиот пат, може да споделиме вака некој искуство од точно пред една година, што е она кое што најчесто посетителите знаат да го искоментираат кога ќе дојдат на ваков новогодишен собир, бидејќи малку перцепцијата е поразлична кога сме некој ден пред нова година. Така, да. Па секоја година ги китиме бубите со сјалечки, лед сјалечки во форма, ја пратиме контурата на бубата, да речеме, од страните. И нормално ги ставаме, ги китиме од напред со некоја декоративна трака. Бубите кои ќе се во колона и по различна боја, нели, и на различна китени, секој ги кити од соодветно според која желба. Се како цртан филм, да кажам, пленате онака интересни се, мислам, во луѓето кои ќе ги погледнат, не може да не поминеме без да искраднеме некоја насмевка или позитивен коментар. Оваа година добив инспирација да ставам исто така новогодишни подароци на кровниот багажник на бубата. И ако биде добро времето, ќе ставаме еден звучник од позади кај што ќе пуштам новогодишна музика додека возиме по низ улиците низ град. Одлично, ќе биде тоа интересно да се види и да се доживее. И еве ги покануваме сите оние кои што сакаат да дојдат утре во 17 часот на вашиот новогодишен традиционален собир. Тиберие, само на крај, читав дека повторно пред една година мили вие, ако не грешам, една од новосоздадените германски компании за производство на автомобили сакаше да ја врати бубата повторно мили во актуелност на возните патишта. Дали денеска пристигна голема цена повторно ако се најде некој на пазар да купи така наречената буба, како што велиш ти, возвременски футуристички модел на сите времиња на автомобили? Толку повторно се произведува, дали би сакале да ја купат? Да, да речеме дали држи повторно така добра цена што се види на пазар. Да. Баш има во Бразил една фирма која ги реставрира, следам преку Инстаграм. Подвозјето и интериерот, се до тоа го прави, ги реставрира нели стари буби, но до тој степен да мислам дека чувството кое би се возило таа буба би било како искуство нели да се возиш во модерно возило, а сепак го има оној шарм од минатиот век. Така да јас верувам дека доколку повторно се произведува нели официјално да речам бубата, би имало заинтересирани
пошто новата буба која излезе нели последниот модел, таа не беше толку популарна нажалост. Се сложувам, да. И затоа згасна, да, али бубата како првиот модел кој излезе нели од, да речеме, 38 или 44 понатака, кој се произведуваше под преку Британија, нели, која ја управува со Volkswagen фабриката во Волсбург. Тој дизајн значи остана непроменет до 2003 година. Да, остана футуристички дизајн, така. Тоа ќе биде едно одлично поврзување на минатото со иднината, но оставаме на времето да видиме дали нешто такво воопшто ќе се случи. А Тиберија на самиот крај, бидејќи се слушаме веројатно за последен пат оваа година, веќе следната со нови информации се разбира и планови и онакво што ќе го организира Буба клуб Македонија. Имаме ли нешто што можеме да го најавиме, нешто што вие го планирате и само како кратка најава тука би го споменале за следната година? Покрај оние стандардни традиционални настани или во текот на годината? Да. Во план веќе ни е изгласено како датум на 15 годишнина да прославиме од 11 до 13 мај. Сезино, 11 до 13 април. Да, тогаш ние нели го предложуваме датумот од основање на клубот. И веќе припреми да објавам на Facebook за како би можеле луѓето со време да си го планираат своето време, пошто ќе биде тродневен настан, па очекувам гости да дојдат како и секоја година од регионот и се надам дека ќе ми најави дека ќе дојдат колеги од Грција, од Крф островот. Фантастично. И тоа е некој настан, тој не е главниот настан кој што го организираме секоја година и највеќе посветуваме време и ресурси. Исто така планираме возно рели од Србија, Македонија, кој ќе се вози Србија, Македонија и Албанија, но ќе видиме со време како ќе излезе конференција, ќе бидеме и тогаш. Да, одбројуваме секако до месец април и за сите оние собори како што ќе биде и утре вечер споменавме токму во 17 часот овој традиционален новогодишен собир и секако дужиме можеби во една реклама новогодишна што се вели со овие безвременски историски возила во централното градско подрачје. Ти благодариме што воопште можеби и утрово стана порано за нас и за гледачите да се разбудиме и да го најавиме настанот. Благодарам уште еднаш за поканата. Станав следно време кое станувам, али ми го расположивте денот, така да ви благодарам уште еднаш и имајте пријатен ден и убави предновогодишни забави и среќна нова година ако не се видим. Така е. Поздрав Тиберија, ти благодариме, убав ден и се разбира убав викенд.